Скандалозно изземање на премиерот Димитар Ковачевски не присуствувал на седницата на која се одлучувало неговата сопруга да купи земјиште за 70 денари од квадрат, па затоа немало конфликт на интереси. Наместо одговорност, Димитар Ковачевски дури и се пофали со неговата постапка во духот на доброто владење. Тој ги известил вице-премиерката Славица Грковска и генералниот секретар на владата дека немало да присуствува на седници на кои се дискутира или одлучува за правни точки, наведени во листот што го има доставено до антикорупцијска, а содржи што неговото семејство и тој поседуваат. Доколку на седница на влада се дискутира или се одлучува за точки поврзани со правните субјекти наведени во мојот ажуриран анкетен лист, објавен на Државната комисија за спречување на корупција на нивниот вебсайт, на кој што сите имате пристап, моето учество треба да се иземе. За ВМРО ДПМН оваа реторика на Ковачевски е вистинско потценување на народот. Ја отворија и дилемата кој би верувал дека премиерот не влијаел на одлуката на Груби да го потпише земјиштето на неговата сопруга на седница на влада. Ковачевски рече и дека тој самиот има удел во компанија, но не учествува во точки на одлучување, зашто ВМРО ДПМН му одговори дека бил фатен жив како прави пари додека е премиер. 1.8 мегаватна фотоволтаична централа ќе гради фирмата Сол Груп 5 во сопственост на сопругата на Ковачевски додека тој е премиер. За таа цел добива и над 1000 метри квадратни државно земјиште со подпис на Артан Груби и одлука на влада по цена од 70 денари за метар квадратен. Елена Ковачевска полека ги завршува сите обврски кои произлегуваат од отпочнувањето на незиниот бизнис со фотоволтаици, па сега веројатно ќе пристапи кон обезбедување дозволи за изградба на централата, велат од ВМРО ДПМН. Бизнисот со струја очигледно е еден од омилените на семејството Ковачевски, како што претходно објави опозицијата. Првиот бизнис е основан од Димитар Ковачевски, уште кога не беше на премиерското столче, преку фирмата Pixel Group, чиј сопственик сега е неговиот кум Горан Паунов.